Добро вечер. Изминува 15-тиот ден од кампањата за локалните избори. Остануваат уште 4, што е сосема солиден примерок за да се формираат горе-долу консолидирани впечатоци за текот на кампањата, незината содржина, пристапите на различните партии, коалиции и кандидати. Колку се ефективни слоганите и рекламите што ги гледаме и читаме? Зошто некои кандидати на билбордите се заедно со лидерите? Зошто така наречените национални или државни теми се силно присутни во кампањата, во која инаку се бара довербата на гласачите за локална власт? На овие и на други прашања вечерва во 360 степени ќе разговараме со Јасна Бачовска-Недич, професорка на правниот факултет Јустинијан I при УКИМ, професорка меѓу другото и на група предмети од областта на медиумите. Благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата. Сеа Джигал, професор на Балканскиот универзитет, исто така на група предмети поврзани со односите, со јавност, медиумите, комуниколог. Благодарам што сте дел од 360 степени. Бесим Небију, економист, инаку долги години активен во граѓанскиот сектор, го гледаме со негови ставови и анализи за политичките случувања во државата. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам за поканата. Јас ќе сакам вечера повеќе да дискутираме од комуниколошки, отколку од политиколошки аспект, иако неретко тие две работи се мешаат, нели, се испреплептуваат една со друга. На сам почеток за сите прашањето со какви впечатоци сте досега? Дали гледаме интересна, возбудлива кампања или можеби здодевно? Или нешто помеѓу, бидејќи ретко кога се црно-бели, нели, до крај работите? Па да, доволно време помина веќе, можеме да ја на некој начин да ја почувствуваме и да имаме генерална оценка за кампањата. Инаку самите локални избори се многу помасовни од парламентарните. Например, се бираат околу 81 градоначалник, за кои што конкурираат околу 312 кандидати, повеќе од 550 листи, илјадници кандидати. Невозможно е целата кампања да се следи онака доктринарно, но затоа пак ја следиме генерално кампањата, прикука политичката кампања на градоначалниците за Скопје, тие се некако прв исторен степен. Во однос на моите заклучоци, можам да кажам дека нема некои иновации и креативност голема во оваа кампања за локални избори, што се однесува до оној надворешен визуелен идентитет на кампањата. Тоа што го гледаме во однос на бои, на визуелното прикажување на кандидатите, тоа е една стандардна техника, особено билбордите, преку диалошките форми, доста се активни, можам да кажам, на социјалните мрежи, гледаат политичките партии да придобијат многу инфлуенсери на своја страна, тоа го забележав, значи многу млади луѓе се, можеби тоа е и добро заради таа политичка апатија кај младите. Во она што можам да го кажам, кој повеќе вложува, се гледа дека ВДАчката партија повеќе присутна, повеќе вложува, дури она на терен одење, сите го гледаме и го почувствуваме, меѓутоа тоа е десна конзервативна партија и тоа е иманентно за таквите партии. Кај вас дома биле ли некои кандидати? Да, добивме пакетче, баш од ВДАчката партија, оние стандардни материјали, па јас од стручен аспект ги разгледував програмите. Значи, многу повеќе во програмите кога ги читаш, таму да се третираат локалните проблеми, на она на површина што излегува еден друг курс. Од прилика тоа, значи, повеќе ми е присутна ВДАчката партија. Можам да кажам дека тие имаат една традиција во таков агресивен политички маркетинг. Професоре Джигал, чувствувате ли вие некаква возбуда, да речем? Па, во одредени делови, да. Кога зборуваме за кампањата, потребно е да гледаме низ две визури, тоа е оно што се случува на терен и како медиумите известуваат за тоа. Често ние сме под доминантно влијание на медиумските рефлексии на кампањите и новинарите тука, самите медиуми имаат голема улога, како тоа ќе го сумираат, како ќе го представат, како што каже професор, како ќе го визуализираат и слично. Нема некои драстични, да речеме, промени. Има еден вид на ритуална комуникација, малку свадбарски во теренскиот дел. Но она што забележувам јас е постапна поларизација во партиската реторика и доминира таа партизација на политичката реторика, каде што
Вообичаено носителите на кампањи, кандидатите, лидерите, примерно се обраќаат на своите партиски целни групи од кои што очекуваат пораки и некако маргинално упатуваат пораки до другите во поширокиот круг или сфери на демографијата. Може би во таа смисла тоа е специфично. Има одреден дел на иновативност, во смисла малку на експанзија на користењето на социјалните мрежи, обид да се комуницира со младите, тие да се мобилизираат, да се активираат. Имаме еден мал срамежлив обид за вклучување на вештачка интелигенција во користењето, да речеме, на во оформувањето на пораките, особено објавите на социјалните мрежи, во дел од медиумите, се забележува тоа и во дел од слоганите, можеби мотоата и така натаму. Мислам дека тоа е еден општ генерален впечаток. Да. Не бил поради јазичната бариера, можеби не можеме ние што не сме билингвални да следиме што се случува кај партиите на албанците до крај, иако нели дел од пораките секако се испраќаат и на македонски јазик. Има ли да речеме таму нешто што вас ви прави возбуда? Динамиката на изборниот процес кај албанскиот политички блок мислам дека е поразлична овој пат, бидејќи тоа го покажуваат и анкетите, нели? Ако видите прогнози, анкети и мерење на јавно мислење, ако тоа во локални избори не е секогаш прецизно, бидејќи се динамиките некогаш и локални, но соодносот меѓу двете опции во албанскиот политички блок е многу по-приближен, што ги прави изборите по-неизвестни и додава на интересноста на изборите, на твоето почетно прашање, што овој пат мислам дека во македонскиот политички кампус постои диспропорција, дисбаланс меѓу тоа колку е јака владеачката партија. Да, очекувањата се дека таа колку јака опозицијата, што е резултат и на изборите минатата година, нели, опозицијата доживеа историски најлош резултат во нејзиното постоење. Мислам дека тоа ги детерминира динамиките во изборниот процес. Значи има многу повеќе надпревар и во албанскиот политички блок. Дали нивото на комуницирање за сега може да го оцениме за соодветно, да речем? Има ли истапи во смисла на навреди, на тој тип на комуницирање меѓу кандидатите и партиите? Секако дека има. Значи, вие го слушнавте и лидерот на ДУИ, како нели ги нарекува Загари, политичките представници на Влен. Тоа е видна навреда и тоа беше употребено во кампањата. Мислам дека и лидерите на Влен имаа свој контраодговор, можеби не со таков тоналитет. Очигледно е дека наративите кои што се партиски, кои што имаат врска со државната политика, односно со централната власт, се испреплетуваат во овие избори и дека во голема мерка и во албанскиот политички блок кампањата всушност се води за тоа каде оди државата многу повеќе од локални теми, односно многу повеќе од колку што би требало. Овие избори би требало да бидат ексклузивно за локални теми, бидејќи избираме градоначалници кои што ќе владеат и ќе решаваат локални проблеми со некој локален буџет. Но не дека не слушаме, нели, кампања за локални теми, зборуваат кандидатите за градоначалници особено за проекти, ветуваат дека ќе направат ова и она, но можеби професорот Джигал е во право кога индиректно вели дека во медиумите, особено во мејнстрим медиумите, сепак доминира реториката на лидерите, која што пак пред се е насочена кон национални или така наречени државни прашања. И сега, зошто е тоа така, професорке? Па тоа е така заради нашата пред се политичка култура и немање навика локално да размислуваме. Не е тоа само ке политичарите. Тоа е, еве, например, дали се зборува за национални или локални теми, ние знаеме стручно таа агенда сетингс, како се прави. Имате јавна агенда, што очекуваат граѓаните и тие на некој начин, на тој начин размислуваат, медиумска агенда, какви прашања поставуваат новинарите. Значи, каква ќе биде агендата, зашто ќе се зборува, зависи од вас.
И јас кога правам анализа на содржина на тие интервјуа, гледам дали новинарите доволно се симнале на терен да ги видат локалните проблеми и да поставуваат прашања точно за одредена дупка, за одредена црна точка во сообраќајот, за градежната мафија, што прави. Значи, многу малку истражувачко новинарство имаме и новинарите, како што рече и колегата Джигал, ја прават таа агенда. Но сега тука има и еден друг проблем. И вие самата рековте, станува збор за 81 единица на локална самоуправа. А исто тоа тука е проблемот и на локалните медиуми. Многу кандидати што не се видливи. Тоа сакам да кажам. Исто така локални медиуми ние немаме. Практично немаме. Практично и тие немаме. би требало тоа да го прават. Апсолутно, и затоа се многу битни и локалните медиуми. И понатаму сега и треба многу да менуваме во кампанскиот ефект каков е во малите места. Каков е во малите, каде што сите се познаваат и каде што сите се договараат по кафулињата и пред продавниците и сите знаат кој кандидат е од каја партија и веќе им е решен победникот. И сега ние збориме како рекламите и брошурите ќе имаат. Затоа од таа смисла многу е битна таа јавна дебата да се дисциплинира на локално ниво преку медиуми, па и кампањата да се води тамо преку медиуми, да имаме новинари со интегритет кои што ќе можат да ја подигаат таа политичка, затоа што знаете што кампањите и покрај тоа што имаат улога на политички маркетинг. Тие мораат, ние во теоријата правиме, мора да се општествено одговорни. Мора да имаат едукативна функција, да ги едуцираат граѓаните, дека најважно за нас е улицата прво да биде поправена, да имаме градинка, така, амбулантата да функционира и дека тоа е многу поважно во тој баланс, во таа територија, прво да си ги средиме дома, во семејството, во куќата, во станот, а потоа да не перцепира не знам, разни мониторинзи на Европска унија. Значи, тоа е локално. Меѓутоа, сите, дури преку кампањите што сега, затоа и политичките партии тоа треба да го прават. И тие имаат одредени едукации, преку, например, демократските земји, преку своји фондации, на леви, десни партии, преку Конрад Аденауер, Фридрих Хебер. Ние сите како професори сме дел од тие едукации, не викаат политичките партии. Меѓутоа, колку од тие обуки се ефективни и колку тие тоа го применуваат на терен. Како се договараат со маркетинг агенција? Не може мене маркетинг агенција да ми кажува, таа може да ми каже за визуелен идентитет. Меѓутоа, какава ќе биде содржината на пораките, импутот треба да го добијат од политичките партии. Значи, тие за овие 30 години требаа да пораснат и да ја сватат општествената улога сите. Не зборам за една или друга, каква политичката партија. Ние имаме многу анимозитет кон политичките партии. Тие се многу важни во демократијата. Тие ја прават вредносно, ги собираат луѓето, ја дисциплинираат дебатата, ја даваат кадровската основа за државата. Кадровската основа е многу слаба. Ако земеме анализа на содржина, каква е мојта на овие кандидати, особено во тие мали места, колку можат да се изразат. Па нормално ќе зборат за национални теми и ќе се вртат кон лидерот на партијата, кога не се елоквентни, не ги разбираат работите. Сега не се однесува тоа за сите, ја сега генерализирам. Меѓутоа, гледаме една многу слаба кадровска понуда. И тоа е многу важно. Многу важно е, затоа треба да работат на едукација на кандидатите, на нивните јавни истапи, на автентичноста. Колку од кандидатите зборуваат од стомак дека јас ова ќе го сменам, а тоа е многу важно за локалните избори. Таа автентичност. Професор. Добро, јас чувствувам дека постојат можеби две главни сили или влијанија, фактори кои што ја изместуваат кампањата од својата логична, како да кажем, насока, значи да се изместува од теми за локални избори во некои национални идеолошки и слично. Прво е самата, како што каже професорката, самата природа на политичката култура и на нашата политичка реалност, а тоа е дека повеќето партии и политички фактори во ова кампања се длабоко и лично вмешани, значи многу, да речеме, покрупни прашања се за нив важни и чувствам дека тие секогаш најавуваат, да, ќе имаме позитивна кампања, ќе понудиме решенија, ќе имаме планови, но како што оди кампањата, да се повеќе се искриво колчува. Значи таа, како да кажам, личните напади, вмешаноста, така што локалните избори стануваат за жал само уште една политичка битка во една долга политичка војна, да наречем, или борба. И заликуваат многу повеќе на парламентарни отколку на локални. И таа поларизација се рефлектира на локалните избори во смисла дека тие не може да премолчат
да речеме, чувствуваат дека се повикани да одговорат, да возвратат, да упатат порака од митинг. Често ние практично главните пораки што медиумите ги пренесуваат од митинг се пораките од другите лидери, од другите партии и слично, што не би требало да биде случај. Главен примател или оние на кого што му се потуваат пораките треба да биде граѓанинот. Локалните избори, како што и кажавте во досегашниот разговор, мора да бидат практични, опипливи теми. Не мора некој со маркетинг да не убедува. Ние ќе излеземе набор, ќе видиме дали се средени улиците, дали се средени парковите, каква е хигиената во јавните институции и така натаму. Тоа е се видливо, опипливо и би требало маркетингот или политичкото будување да бидат минимални, но тоа не е за жал. Од политичката криза 2015-17 ние имаме еден, да речеме, значителен пораст на скептицизмот, на, како да кажам, на циничноста во политичкиот дискурс и во политичката култура. И тој продолжува. И тој тлее, како што тлее се повеќе фаќа, како да кажам, здраво ткиво од општеството. Да, ќе видиме излезноста на овие избори, ќе биде интересно. Тоа се некои клучни странични влијанија, зошто тоа излетува од некој нормален курс. Не бил Дуи го крева влогот на локалните избори, зборува за референдумско изјаснување, нели, за тоа дека албанците ќе треба да кажат на каде сакаат да оди државата, дали Влен треба да биде партнер во владата или не, и тоа некако навистина ја крева цената на овие избори дополнително. Од друга страна, Влен се обидува да каже дека ова не се избори за тоа. Имавме избори за тоа, има мнозинство владата во парламентот, тоа е прилично стабилно и независно од тоа каков ќе биде исходот на овие избори, по нив не треба да се бараат предвремени парламентарни избори, како што велат од Националната алијанса за интеграција или од ДУИ. Значи, некој континуитет на опозиционерството на ДУИ од првиот ден по формирањето на нова влада, август минатата година, кога нели ДУИ го ставаше под знак прашање легитимитетот етнички на представникот на односно на коалицијата Влен, поради изборниот резултат, нели тоа е веќе разговор кој што е стар и конзумиран, бидејќи го водиме последните колку 15 на месеци. Меѓутоа, овој настап на ДУИ, наративот кој што е во сршта на тој настап е некои континуитети и некои дериватив на таа логика на делување, а тоа е оспорување на етничкиот легитимитет на Влен како представник на албанците и албанскиот глас во владата. Во таа насока го гледам и нели окрупнувањето дополнително на фронтот околу ДУИ и нивното ребрендирање од европски во национален фронт. Минатата година ДУИ сакаше да направи поголеми бројки, меѓутоа немаше контингент кај албанците, па отиде кај ромските, турските, босанските заедници, вклучи 7-8 партии за да направи математика која што оптички ќе изгледа како нејзина победа, односно легитимитет. Овој пат успеа да привлече уште една партија од коалицијата Влен. Ќе видиме како тоа ќе го оценат гласачите, односно дали тој наратив ќе биде прифатен. Нормално ДУИ настапува со еден хендикеп, а тоа е дека во последните 22 години, 20 години е дел од власта. И сега само 14 месеци не е во власт. Темата на промени може би е малку преуранета за некој што прво бил толку долго во власта и кој што веројатно ни кадровски, ни идеолошки, ни програмски немал време да направи некаков ресет или барем реформирање, што не е случај на ДУИ. ДУИ настапува горе-доле со истите. Новите луѓе се само нивните коалициони партнери. Така да, се согласувам со почетната теза, изборите се водат околу тоа кој ќе биде представник на албанците во централната власт, многу повеќе од тоа кој ќе биде градоначалник на тие 14 или колку општини се веќе каде што го ведуваат албанците. Иако да бидеме фер, не е дека кандидатите не се трудат да зборуваат и за локални теми, па дури и во Чаир, да речеме, каде што може би е битката на битките нели на овие избори, и двајцата кандидати постојано секој ден зборуваат за некакви локални проекти. И повеќе него во некои други општини, бидејќи во, како што реков на почетокот, мислам дека соодносот во однос на рейтинг и во однос на очекувања е кај ДУИ и Влен
во споредба со тој СДСМ ВМРО е многу побалансиран. Така да, знаете, кога некој има огромна предност, не мора да ветува, да влегува многу конкретно со програмски црти, бидејќи онака ќе победи на избори, односно очекува дека ќе победи на избори. А во одредени битки каде што процентите се важни, програмите и ветувањето може да имаат поголема релативна вредност во привлекување на 1 или 2%, што може да направи разлика. Да. И од тука го гледам фактот не само ова што го забележуваш Васко, туку и фактот дека некои кандидати, например како Билал Касами во Тетово, користи спотови во кои што дава отчет на тоа што го сработил последните 4 години како градоначалник. Користејќи исто така и artificial intelligence во тие спотови. Сега не навлегувам бидејќи јас не сум професионалец комуниколог, имаме тука поупатени, меѓутоа да, мислам дека повеќе се трудат кандидатите во албанскиот политички блок, бидејќи надпреварот е понеизвесен, а влогот е веројатно поголем. Да. Професорке, има нешто што ви остава особен впечат? Слоган некоја реклама, Па да, јас да ви некоја кажам изјава. многу попозадински, пошто видете пропагандата ми беше моја фокус на интерес во текот на студиите и така натаму, и секогаш јас ги гледам искриените елементи, еве кога зборуваме, дали зборуваат за локални теми, за национални теми. Знаете, духот ја гледам на целата кампања, во позадински елементи, например, кои песни се користат. Земјо моја е многу патриотска песна во позадине. Знаете, си возите кола е убава, како ја слушнете и одма ви врти внимание. Да, тоа е подлошка на рекламите на владачката партија. Да. Што се однесува, еве, гледам, сепак мислам дека кандидативе за град Скопје во однос на реториката се доста умерени и има некој степен на толеранција. Сме имали многу по-лоши контексти. Мислам дека имаат една пристојна реторика и Орце Ѓорѓиевски од страна на ВМРО-ДПМН и господјата Каја Шукова, да, имаат една умерена сепак реторика. Сепак тоа е политичка кампања каде што мора да има и напади, меѓутоа мислам дека имаат една висока свест и дека тука тоа ми се допаѓа, бидејќи еве и сега кога се подготвував за оваа емисија малку гуглав да ги видам. Една од најголемите замерки на кампањите за локални избори во Канада, во Нов Зеланд, нордиските земји се оценети како земји со најдобри кампањи. Една од најнегативните нешта што може да се слушат е токму политичките поларизации, каде што апсолутно треба да ги заборават идеологијата, бидејќи во локалната сфера нема идеологија. Ако улицата не ви е направена, нема тука идеологија. Таа треба да се направи, да се разговара за буџетите. Во однос на таа идеолошка поделеност, барем кандидативе за град Скопје, мислам дека овој пат покажуваат едно ниво. Професоре Џигал, Нема лични дисквалификации, се извинувам. Да, нема проблем. Партијата Левица остана без државно финансирање. Очигледно е апсурдна ситуацијата, бидејќи со 6 пратеници немаат, нели? И знам, мислам дека и Да, и знам, меѓутоа еве ВМРО и позајмува пари, време, па имаат тие своји реклами, но Левица е тотално надвор. Но дали забележувате дека кај Левица може би има известно отстапување од ова што некако ги обединува сите други, да речам, и кандидати и партии во смисла на обид за поголема инвентивност и креативност, тие се пред се присутни на социјалните мрежи. Да, тоа сакав и да го напоменам, без да ја споменете оваа партија, дека мене најинтересен дел или аспект од оваа кампања ми е како партиите и кампањите се фокусираат на младите. Ние од образованието малку не гледаме само кој ќе ги доби изборите, туку како се движи тој политички процес, како се менува политичката култура, дали воопшто се менува. И во таа смисла влијанието врз младите ми е особено важно. Гледам дека има подобрување или и квалитативно и квантитативно поголем обид или да речеме кампањата е насочена кон помладите и во формата и во пораките се обидуваат и ова партија и неколку помали, да речеме, независни кандидати
да ги вклучат помладите. Мислам дека ова е многу важно, бидејќи кај нив допрва се развие некое искуство на политичка партиципација и убаво е да ги мотивираме тие да бидат, тие некои нови генерации да бидат поактивни политички и таа инклузивност која што дел од оваа кампања се разбира ограничено и ми ја нуди, мислам дека е позитивна. Како вие сте автор меѓу другото и на едно дело кое што се вика, мислам дека политичката комуникација на новите медиуми или нешто така. Да речеме, како со видео кој што трае 30-40 секунди, колку што е максималната трпеливост и внимание кај тие генерации, барем така се вели. Јас сега не знам дали е навистина така. Како да допрете до нив суштински, значи содржински? Кандидатите треба да комуницираат блиско до нив, да допираат, да се повикуваат на теми кои што се блиско до нив, да посочуваат решенија и излезни, како да кажам, стратегии за она што нив ги интересира и така натаму. Тоа се разбира не е така лесно, бидејќи кај нас се прави можеби во некој почетнички контекст, но мислам дека дел од кандидатите имаат успех со тоа, значи се работи за кратки куси видеа кои што имаат некој вид на импровизација, возење на велосипед, свирење гитара, одговарање на прашања кои што ги добиле во коментарите. Забележи некои кандидати независни од поголемите градови, од Скопје и од Струга, да речеме, одговарат на прашања на младите. И во таа смисла мислам дека имаат солидна шанса да ги анимираат, да се почувствуваат и тие дека се вклучени. Некои ги вклучиле членовите на семејствата, керките на пример, кои што се помлади, па со нив заедно снимаат видеа. Кандидатката за градоначалник од опозицијата, мислам дека тоа е симпатично, но ете, треба да не биде само тоа. Значи, да биде пораката и прилагодена и за младите, но да има и своја широчина, да речеме, и низ тие видеа да може да се прелева во други демографски групи. Имате нешто што вие, би истакнале, нешто што ви остава особен впечаток? Па мислам дека остава впечаток фактот дека овој пат има веројатно поголемо учество на партиските врвови во самите кампањи. И тоа не го гледам како некој позитивен процес, бидејќи нели гласањето е емоционален чин пред се. На крај кога ќе останете сам во кутијата и ќе изберете кандидат кој што не знам, поради одредена причина е подобар од сите други кандидати или помалку лош, зависи кој ви се како се чувствувате тој ден. Учеството на партиските лидери во истиот контекст, односно во истото табло, малце одзема од автентичноста и независноста на самиот кандидат и самата понуда. И мислам дека, барем јас на тоа не гледам сега како гласач зборувам, некако не правам анализа на тоа. Веројатно тоа се должи и на фактот дека нашите општини и нашите градоначалници се едни од најзависните од централната власт, бидејќи поради степенот на централизација и малите буџети. Ако ги споредиме, нашите градоначалници имаат помалку моќ од оние во Србија, Косово, Албанија и така натаму, помали буџети. Така да односот тоа прашање, особено на оние што се на највисоките скалила на власта, каде што се носат одлуките, велат ние не сме против дополнителна фискална децентрализација, нели додавање на прецена извори, но велат има многу општини кои што се неоддржливи, финансиски неоддржливи, и дека тоа е една од причините, и дека на тоа евентуално прашање би му претходнело едно друго, тоа е дали треба територијална нова организација, што пак е политички чувствителна тема кај нас. Тешка за менаџирање. Да. Се согласувам, меѓутоа мислам дека влие длабоко на изборните динамики, посебно во таков вид на општини. Видете, вие ако сте граѓанин имате еден проблем кој што ви е голема мака. Например, не знам, во сферата на урбанизмот, во сферата на загадување и така натаму. И доколку сакате да го решите, односно да верувате дека кандидатот ќе го реши, ако кандидатот е од партија која што е опозициона, шансите дека навистина ќе биде решен проблемот се помали. Да. Така да, ако сте трансактивен во таа
политичка одлука, а мислам дека е легитимно луѓето да бидат и трансактивни, зашто да не. Тогаш ќе гласате за таа партија која што може да го реши тој проблем. А тоа е најчесто она кој што е во централната власт. Искуството ни покажува дека навистина така функционира. Централната власт прави некоја дискриминација кон локалната и тука сите централни власти, значи во сите состави, онаму каде што имаат сопствени градоначалници. Така да исплатливо е до некаде, има логика партискиот лидер да се појавува на постерот со кандидатот, бидејќи го опатува таа порака. Ако сакате да го решиме овој проблем, гласајте ваму. Или меѓу другото, уствари, овој кандидат сум јас. Да. Јас стојам зад него. Има и црна кампања, особено во телевизиското рекламирање е забележлива. Што мислите вие за тоа? За неа генерално се вели дека таа не мобилизира, дека одвраќа гласачи од гласање. Кој би бил вашиот коментар за црната кампања? Па јас сум генерално против црната кампања, особено во локални избори, а има, еве гледав некое видео со бившиот градоначалник на аеродром, нели, како ветувања, па како ги демантираат, не, и ред други. Генерално не сум како техника, бидејќи точно и статистички покажува дека црната кампања ви носи повеќе негативни отколку позитивни. Но има и многу невидлива, дифузна црна кампања, нели, која што се намерно се претеруваат определени гласини од одредени центри, луѓе кои што се блиски и кои што се авторитетни на некој начин, доверливи извори, да шират одредени гласини. И тоа е иманентно на сите претходни избори во Македонија и сега повторно се случува. Од тој стручен аспект апсолутно не се препорачува водењето на, затоа што ни носи и негативни поени во оценка на демократскиот капацитет кај нас. Подобро да направите една промотивна, една афирмативна кампања, каде што ќе се понудите себе си и своите проекти, отколку вашата кампања да ја темелите на оцрнување на другиот. За жал и во овие локални избори да има такви. Професоре, вие спомнавте вештачка интелигенција, дека може да се препозна. Добро. Ке сакате да ни лоцирате каде вие ја Сакате препознавате? ја нешто да кажам за црната сакате за... Ајде, слободно. Како граѓан, како што кажа и нашиот соговорник, Да. само би сакал да коментирам дека за жал, можеби делот најнегативниот дел од оваа кампања токму одвивање ова, ја би ја нарекол не црна, туку валкана кампања, каде што валканоста се пројавува не само реторички, туку буквално во форма на ѓубре, кој што останува. Значи, буквално имаме таков вид на радикализација, каде што менаџирањето на ѓубрето станува некаков дел од, како да кажам, тоа водење кампања. Видов еден кандидат во една од скопските општини дури тврдеше дека намерно некаде си истурале следок, да, смет. значи еден ден кога си следен ден доаѓаат некои сомнителни комбина, изфрлаат ѓубре, неверојатно. Значи во таа смисла тоа треба да не загрижи дека партиите за жал можеби во одреден дел, можеби не сите се разбира, се спремни на тако вид на радикални чекори да не водат сметка за здравјето и безбедноста на граѓаните во своето водење на такви кампањи. Тоа не е во ред. Значи, тоа никаде не води. Тако вид на екстремизација на вистина, нешто што треба сите јавно да го судиме. Ова не е кампања, ова не е политика, ова не е нешто што придонесува кон нас. Разбирам, вие за црната кампања? Да, мислам дека целта на црната кампања е да потисне излезност од другата страна и нашите партии се водат од фактот дека некои избори, вклучително оние во американските држави минатата година, црните кампањи, односно држењето дома на потенцијалните гласачи на противникот, може да ви донесе победа. Мислам дека од тој ЕСАП се раководат и тој ЕСАП не е, ако гледаме чисто од гледна точка на ЕСАП, не е лош ЕСАП понекогаш, иако мислам дека лошо изгледа, меѓутоа се обидува да дојде до некој кој што не е цврста партиска база на другата страна, меѓутоа понекогаш гласа за другата страна и преку дискредитација на таа друга страна се обидува да го
стави дома. Видете, ние сакав да го врзам ова со еден друг тренд. Ние тука губиме население и тој тренд ќе продолжи. Значи партиите не одат на тоа да победат на избори со тоа што ќе го зголемуваат само фондот, односно таргетот на сопствените гласачи, туку и со тоа што ќе го намалуваат излезноста и бројот на луѓето кои што гласаат за сопствените политички противници. Ако ги гледате компаративно гласовите од 2017-2021 и сега ќе видиме како ќе биде, значи со бројот на гласови кои што победничкиот кандидат 2021 го доби, многу помал од бројот на гласови кои што губитничкиот кандидат од 2017 изгуби. Математички. Така да во општество кој што се депопулираме, ова општество кој што губи население, тој тренд за жал ќе продолжи во наредните 10-15 години. Практично на тој начин треба да гледаме на, значи партиите не се обидуваат да ја зголемат својата излезност, туку го контролираат примерокот оние граѓани кои што ќе излезат да бидат соодветни на профилот на нивните гласачи. Да, за ChatGPT. Да. Уствари не знам дали мислите на ChatGPT или на вештачката интелигенција, но не. Се забележува дека има партии и кандидати кои што користат вештачка интелигенција, тој главно се пројавува, да речеме, на социјалните мрежи, во делот на оние текстуални пораки, но и во други, да речеме, форми. Тоа има некоја додадена вредност, има, да речеме, една, како да кажам, едно убаво чувство на китеност на јазикот, на говорот и така натаму. Што инаку не би го имало. Но мора да забележам дека нема длабочина, да има, да речеме, некоја идеја или некоја евокација со неја, некој сентимент на, да речеме, на гласачите, тука се губи. Тоа изгледа убаво, да речеме, малку и по-поетски, во некој, да речеме, убав јазик или говор, но се уште мислам дека експериментираат со тоа, не знаат како тоа влијае, го мерат, се играат со тоа, но тоа е, да речеме, за поздравување. Тоа е една алатка дополнителна која што може, да речеме, од огромен број на податоци да им даде некоја конкретна насока на кого да му се обратат, која порака да ја потенцираат, како да ги избалансираат, да речеме, различните видови на гласачи. Значи, во таа смисла е сосема легитимно и препорачливо, но се уште сме негде на почетокот, ќе видиме и како реагираме на тоа. Професорке, вие забележувате користење на вештачка интелигенција? Да, забележувам, ама и треба да се користи, не треба да бидеме технофоби, сите ја користат, Западот и како. И сите ние ја користиме и одлично е. Не е се уште толку совршена, ама ќе се совршува. Тој статистички алгоритам расте секој ден, секоја минута, секоја секунда и ќе стане и како креативен и со длабочина, бидејќи има способноста таква. Тоа и премиерот го кажа, меѓутоа тоа е техничките науки, точно знае што збори, да. Значи, премиерот имаше една изјава која што рече дури за слоганот дека се консултирале со вештачка интелигенција. Па ние сите веќе се консултираме, но нормално треба тука да бидеме и оригинални, да како таа ќе работи зависи од нас и од нашите прашања и од забелешки и корекции. Така да сосема е легитимно и многу повеќе да ја користат. Затоа што ќе се анулираат многу работи кои што вештачката интелигенција може многу подобро да ги направи. Но секако треба да се тука да се внимава на етичката димензија, на авторските права и на да се користи, си има етички корпус, за жал ние на општествено ниво треба повеќе да работиме на едукација. Гледаме на интернет како се нудат обуки за употреба на вештачка интелигенција над 40, над 50 години. Мислам дека младите луѓе имаат природни рефлекси како да го прават. И како што рече Джигал исто, да, и како треба да се користи, меѓутоа на еден конструктивен начин. Не треба тоа веќе граѓаните користеле вештачка интелигенција. Па вештачката интелигенција е една многу совршена алатка која што треба максимално да ја користиме. Да, кажете. Можеме да речеме, јас анализирајќи ги тие објави кои што, да речеме, се во голема веројатност подготвени вештачка интелигенција, се бират некои убави гаваритни зборови кои што така имаат богата некоја метафоричност, да речем зборот визија,
И мислам дека премногу го се употребува, бидејќи да речеме за локални теми не ни треба толку некакво визионерство. Ние имаме да речеме 100 работи кои што мора да се направат, да се исчистат, да се средат работи, да се. Ама има и премагаломански ветувања, невозможни некои. Значи вештачката интелигенција им дава такви насоки да употребува такви зборови. Значи визија. Може би за, не знам, каква визија ние треба, значи треба се исчисти градот, општините се тоа е средат. како да се користи треба. Тоа ни е поважно. Ако е тоа визијата, Да. се согласуваме, така? Тоа е to-do list. Има 100 работи, направете ги. Не ни требаат визионери. На албански се користи вештачка интелигенција. Да, мислам Во дека кампањата. Да, мислам дека се користи. Гледаме спотови кои што се генерирани или потпомогнати од вештачка интелигенција. Мислам дека е, како што кажа професорката, е нормално. Мислам, Да. сите ние користиме. А има ли подпис дека е, да речеме, генериран со вештачка интелигенција? Па мислам дека е Disclaimer. јасно. Мислам дека е јасно. Јасно, бидејќи За жал, таа Васко нема. физички е неизводливо да биде вистина. Таков е спотот, така да нема потреба. Локални избори се и некој пат кандидатите треба да внимаваат, посебно кога го користат во нивниот говор, да не се изгуби автентичноста, бидејќи видите луѓето, ова е мала земја и скоро секој го познава, посебно на локално ниво, и ако следиме некои настапи, посебно во социјалните медиуми на одредени кандидати и политички партии, а го познаваме кандидатот 20 или 30 години. Ама дозволете дека писмено подобро се изразува отколку усно. А посебно во последните 2-3 години од кога има ChatGPT. А мислам дека тоа го гледаме и на социјалните медиуми. Мислам дека граѓаните очекуваат кандидатот и наградуваат кога кандидатот е поавтентичен. Односно е во својата природа, како зборува природно дома со пријателите, со фамилијата, така општи и со јавноста. И Да, мислам вештачката интелигенција малку не пегла, нели, не дотерува. Не фотошопира. Да, баш така. Опасно е ако со вештачка интелигенција се формираат лажни вести, лажни видеа, лажни говори. Значи, тоа е опасно. Или се Прашањето- фейкува, се прави нешто што не е автентично, Да. не е фейк, не е Прашањето изворно. за одбележување, дисклеймерот го спомнавме, вие сакавте да коментирате околу тоа, мислам дека е важно прашање. Професорката напомена, тоа е етичкиот аспект на кампањата. Треба да водиме сметка и да им посочиме дека секаде каде што употребуваат вештачка интелигенција треба да бидат транспарентни, дека пораката, содржината е подготвена со помош или со користење. Тоа треба да има дисклеймери. Тоа како што имаме во други сфери, значи на производи во супермаркет каде што мора да бидат наведени рок на употреба состојки, мислам дека треба тоа како јавност и како слушна фела да го поставиме како прашање, значи да не биде така надвор. Да. А што е печатокот, иако генерацијски можеби не сме најповикани да одговориме на тоа, но барем вие двајца поради позициите на кои што сте на универзитетот, веројатно се занимавате со тоа прашање, доминираат традиционалните или новите медиуми во делот на водење на кампањата? Па јас мислам дека веќе доминираат новите медиуми. Новите медиуми активни се многу и традиционалните медиуми ги консумираме преку новите медиуми. Да. Еве, и телевизија сите гледаме највеќе преку нашите мобилни телефони. Ние по желба си гледаме, ако нешто сме пропуштиле, враќаме назад. Значи, мислам дека веќе сите сме преселени и како општество сме преселени на новите медиуми, па и веќе постариве генерации. Да, во таа смисла, пред почетокот на оваа емисија со Небил дискутиравме, ме изненади одговорот на прашањето на последната анкета на ИРИ околу тоа кој е ваш прв доверлив извор на информирање за политички вести. Таму се уште традиционалните медиуми доминираат. Ама тоа е добро. Процентуално. Тоа е добро, значи медиумски описмен е народот, затоа што знае дека во однос на доверба. Да, гледани се телевизиите, истражувањата покажуваат дека телевизиите се уште се доста еден од најпопуларните медиуми во Македонија, ама ви реков дека телевизијата сега и на телефон луѓе ја гледаат,
А и добро е тоа што највеќе веруваат на медиуми во традиционално значење. Значи тука имате уредник, имате физичка адреса кај што луѓето и правно можат да одговараат. Да, се смета ако дека лажат, стандардите и етиката се сепак присутни. Да, предпоставуваат дека на 365 степени не може да има 360, да, се извинувам, со 35 продукција, потаму ми дојде петката, но на 360 степени дека не може да има лажни вести, конструирани ситуации, сега, грешки се случуваат. Како една позитивна Јас не сакам оценка. да ги идеализирам работите, да. Грешки секоја се случуваат, секаде, но тука не може да има, се води сметка за клевети, навреди, говор на омраза, за лажни вести, дезинформации. Важно е да нема намера, да. Вие рековте дека водите секаква сметка за структурата на вашите гости, за интегритетот на изворите и од тој аспект, ако граѓаните така се изразиле, мене тоа ме радува, бидејќи веќе стануваат свесни за компетентноста, за доверливоста, прават филтер на информација, од каде една информација, пошто ние сме подложни сега на на многу информации и вистината доаѓа во криза да биде. Полека ќе привршуваме, може да очекуваме известна промена во пристапот комуниколошки по првиот круг, кога ќе останат по двајца кандидати во дел од општините каде што ќе нема победник во првиот? Да, обичаено тогаш настанува еден вид на промена која што води кон по директна поларизација, се заострува реториката. Во таа смисла може да има такви промени, каде што да речеме, за жал, често се оди на се или ништо во тие кампањи, дека мора да се победи или не сме да се загуби. Во тоа смисла притисокот се зголемува и врз кандидатите и врз партиите да покажат резултати. Има, за жал, ние тоа го гледаме наназад во другите кампањи, во вториот круг се дополнително се поларизираат кампањите. Да. Изјавите, да речеме, пораките кои што се упатуваат и така натаму. Добро, на крај е важно да остане мирно, да. Колку и да се радикализира реториката, на крај тоа битно, така? Секако. 2025 година и мислам дека најмалку што партиите му должат на народот е да го остават политичкиот процес да тече онака како што е народната волја, односно како што сакаат граѓаните да гласаат, да не присеќаат на некои други помрачни времиња кога се случувале инциденти. Само еден тест на крај професорката рече ја посетиле од една партија, така до сега ја посетиле дома? Кај мене дома само од една. Кај мене од ниедна. Кај вас? Исто ниедна. Ниедна. Добро, не знам што значи тоа за работа. Видете, мислам дека партиите, посебно тие поорганизираните, имаат микротаргетинг, они имаат од прилика идеја кој за кого може да гласа, односно кој е чист потенцијален. Не е добро, знаат за кого гласа. Можеш да го земеш тоа, можеш да го земеш ова и како комплимент. Фактот дека не те посетиле. Кој што ме не предвидил. Ви благодарам многу што бевте дел од 360 степени вечера. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието. До крајот гледајте новата саботажа. Ке се видиме повторно в четврток во 21:15. Има навистина некои интересни политички согледувања за начинот на кој низ историјата се одвивале демократските процеси. Изгледа дека изборите и одлуката на граѓаните не биле битни, бидејќи тие никогаш и за ништо не решавале. Гледате вие, 30 години со Македонија владеат марионетски власти, инсталирани од странски центар, и сега сите вие ќе се запрашате што има врска со локалните избори. Има многу врска. Ние мора да се ја вратиме државата назад, ама ајде сега да почнеме од општините. Ако е така, нема зошто да не им се верува на овие високо профилирани политички дејци. Тогаш изгледа невообичаено кога еден од нивните фронтмени прилично јасно покажува дека општината и државата конечно ќе бидат ослободени и вратени назад. И тоа не каде било, директно во нечија топла преградка. Россија побеждае! Россија всегда побеждае! Овој актуелен кандидат за Скопје има јасна позиција и цел, но еден од поранешните челници на тие такви групации кој беше номиниран за истата позиција,
Откако ги откри сите предавници, има нова мисија. Да ги дели скопјани на оние што дишат градски или на скопјани кои се виновни за востанување на провинцијалниот дух во престолнината. Може би вие забезекнете кога ќе спомнам луѓе како Игор Џамбаз, како Коле Мишевски, како не знам Милчо Чманчевски, како не знам Весна Беви, Калиопи Букле. Тоа не се скопјани. Целиот тој политички циркус кој инклинира кон истокот и обожува да трага по големи, а честопати неточни историски наративи, а себе си да си ја дава улогата на перспектива кон која треба да постои стремеш, тргнува во нов поход. Ние сакаме да внесиме Битола во новиот суверенистички свет кој почна да се спроведува. Ние сме дел од тој нов суверенистички свет, ќе има големи промени во светот, на Балканот, во Битола и во цела Македонија. Ние сакаме први да бидеме во тој нов суверенистички свет, а не последни како досега. Се разбира, никој не сака да биде последен, па можеби шансата треба да се приграви ако сосема изненадувачки некои нови и тоа увезени студенти на Штипскиот универзитет. Меѓу редови ја прокламираат идејата на еден влијателен лик по потекло токму од таа локација. Македонски. Швейцарија е македонски. И на крајот, сепак се ова локални избори, а граѓаните одлучуваат за нешто сосема друго. Доколку ти би бил градоначалник, што попрво би направил овде, во оваа општина? Дали би направил базен или атмосферска канализација? Атмосферска канализација. Да? Да. Зошто баш тоа? За да може да има атмосфера. Најважно од се е да има атмосфера, од и онака, се што останува после неа, редовно завршува во канализација.